дипломатијата со Никовски. Добар ден, почитувани слушатели. Денеска имаме многу теми. Денеска и вчера се драматични моменти во развојот на ситуацијата во земјава, па еве прилика да ги коментираме и од домашен аспект и од меѓународен аспект и да видиме каде сме. Значи, основното прашање е што донесе вчерашната одлука на Уставниот суд. Дали е тоа решение за кризата или е само излез од ќорсокакот? Мислам дека нема дилеми, се работи за еден исклучително важен излез од ќорсокакот во кој бевме доведени со една нечиста игра и од дома и од надвор. Сега, мислам, кризата се враќа на самиот почеток, веројатно. Решение тоа не е, меѓутоа, во секој случај, значи, исчекор напред. Мислам дека, гледајќи наназад, не е воопшто спорно дека меѓународниот фактор кој ни е крои капата сите овие 25 години, меѓутоа нагласено во последниве година до две, значи, сосема е јасно, сега гледано од малце од страна и од назад, дека тие на почетокот, нити на 2 јуни, која беше направен тој 4 партијски договор, нити на во Пржино, кога беше не така донесен протокол за спроведување на тој првичен договор, тие, значи, странскиот фактор нема никаква намера да има избори, нити на 24 април, а уште помалку на 5 јуни. Тоа беше се со една стратегија и тактика да се растури, да почне се растура сегашната власт и да се отвори пат за да дојдат други на позиција, односно тие кои се спремни да виткаат трбет. Мислам дека тоа не е спорно и дека е тоа клучот на се тоа што ни се случува. Значи, имаме сега еден исчекор. Вчера во собранието беа вратени правите министри, реалните министри. Јас очекувам дека за ден, два или следната недела ќе си даде оставка и сегашниот привремен премиер и ќе се вратиме на ситуација која беше пред да почне тие турбуленции кои беа наметнати со крајно подземни, крајно некоректни, крајно специјални, мислам, намери за да се постигнат некои цели. Кога го зборуваме ова, почитувани слушатели, мораме веднаш да нагласиме дека се прави една заедничка грешка на сите аналитичари, коментатори, ако сакате и политичари, во третманот на меѓународниот фактор. Ние сме свесни дека сме зависни од него веќе 25 години по распадот на Југославија. Ние сме свесни дека сето тоа што го прават тие према нашата држава е нелегално, некоректно, надвор од принципите, надвор од узансите, надвор од процедурите и слично. И сега, велам, таа заедничка грешка се сведува на тоа што сите ги го гледат меѓународниот фактор како незаинтересиран, независен, ако сакате, невин во третманот на овие наши проблеми. Напротив, мислам дека секој треба да биде свесен во секоја ситуација дека и Вашингтон, и Брисел, и Берлин, и сите други кои на еден и друг начин ни пикаат прсти во нашиве состојби, имаат собствени интереси. Тие интереси се, како што сме рекли повеќе пати, се да повториме, се диктирани, формулирани од Вашингтон, кој е менаџер на сите наши голготи, и разни помошници, подржувачи, ако сакате и марионети, како што е Брисел, например, го следат тоа без поговор. Значи, во секој чекор, со доаѓањето на ЈИ вчера, со доаѓањето на германецот денеска, кој бил предходно, или амбасадорите во Скопје, сите тие реализираат своја агенда, која за жал и во основата и во фундаментот нема врска со нашите основни потреби, туку напротив, тие се игнорирани, тие се фрлени настрана и тие си ги спроведуваат своите агенди и своите интереси. И да повториме уште еднош, мисля, че тоа е многу важно да го сите имаме на ум, дека целта на ова наша последна голгота, на ова тешка криза, на ова тресење на темелите на државата и доведување во прашање на нејзиниот опстанок е промена на името на ова наша држава, а имплицитно и следователно промена на македонскиот национален идентитет. Вашингтон, поддржан слепо од Брисел, е решен да го затвори македонското национално прашање, е спремен да го отвори патот за наш
влез во НАТО, некој ќе рече дека тоа позитивно, меѓутоа за жал во дадените услови тоа не е позитивно, бидејќи цената која треба да платиме е огромна и тоа е се во контекст на кризата во Украина, односно во затварање на било каква можност за некаков руски продор во регионот. За таа цел Брисел не е спремен нити Вашингтон да ја променат нивната блокада, уцена и ултиматум од Букурешт, прво името потоа членство, туку излез одговараат во решавање на така наречениот проблем со името, тоа е нивни проблем, не е наш, иако последиците се наши, и на тој начин, значи Македонија разнебитена како држава, како народ, македонците, да влезе во НАТО. Мислам дека тоа нема никакви шанси да успее. Факт е дека имаме и отпор од другата страна, бидејќи знаете дека по привремената спогодба Грција е тој главен фактор во кој не врза со привремената спогодба на еден некоректен, нелегален, спротивен на нашите интереси начин и деновиве имаме одговор од Кодзијас кој рече дека Македонија не е спремна за значителен, односно суштински компромис околу името и тоа не беше порака на нашата држава, туку беше порака на Вашингтон, дека моментот за решавање на проблемот со името не е созреан, со други зборови се тоа што ни го направија, значи и пресушувањето, и бомбите, и бойкоти на собранието, и пржино, и претходно, и така натака, се тоа паѓа во вода. Меѓутоа, еве тоа нека биде за вобед на денешната емисија, нека биде една така провокација да слушате и понатака. По кратката пауза ќе следи малку пошироко објаснување на изјавата на Кодзијас, како и оние сите чекори кои се преземаат по вчерашните настани во Уставниот суд и во собранието на нашата држава. За да разбереме што ни се случува, почитувани слушатели, мораме да видиме генезата на овие последни 2 години, како се развива и не донесе до ова дередже. Значи, проблемот, иницијалната каписла, беше непризнавање на изборите од 2014 година. Значи, се работеше де-факто за изборите и резултатите од истите. Ја мислам дека немаше никаква основа тие да се доведат во прашање, тоа го потврдува и оценката на ОДИХР и ОПСЕ, иако е познато дека во сите наши избори има и махинации, и злоупотреби, и разни, да речам, извитоперувања некои работи, меѓутоа, во секој случај сите тие беа таква димензија да не можеше да се доведат во прашање резултатите на изборите. И што е најважно, тие избори беа подобри од сите претходни, значи што сите тие, да речам, непотребни движења, манипулации, махинации и слично, беа помалку од порано, значи еден чекор напред во нашиот изборен процес, кој, како што знаете, многу тешко се развиваше од самиот почеток, имавме групни гласања и слично, која полека ги надминуваме. И ако, значи, се држиме на тој факт дека сршта, јадрото на оваа конфронтација, криза, хаос во земјата и слично беа изборите, беше во таа смисла нели така се направија и прислушувања од странските фактори, беа тие пласирани дома преку дадени политички сили, имавме бомби или петарди и слично и така натака. И сето тоа беше, значи, во смисла, во светло на избори кои биле некоректни, нели така, непримерни, ако сакате и слично, и треба да се оди на избори кои ќе бидат целосно рамноправни за сите учесници, целосно прифатливи од сите и слично. И затоа беше направен договор на 2 јуни, следуваше протоколот Пржино, се со цел, значи, да се создадат услови со наметнати решенија, со игнорирање на уставот, со игнорирање на законите и слично, меѓутоа, ајде, и сето тоа да го проголтаме во смисла за нешто што ќе биде подобро за сите и што ќе биде пообјективно и пореално. Како што се виде, избор немаше ни на првиот закажан датум, немаше ни на вториот закажан датум и сега сме во ситуација која не се ни закажува датум, затоа што какво и било закажување ќе биде повторно смешно и сите ќе се доведеме на ситуација да се правиме и наивни, недоветни и недоквакани и слично. Значи,
изборите беа тие кои беа мотивот, ако сакате, за сите овие вонредни мерки кои само ги тресе темените на државата и како што гледате ништо не донесоа. Ние знаеме зашто тоа се случува, бидејќи едната инволвирана страна цели е свесна дека не може да добие изборите и се прават разни потези, разни манипулации да тие се одложат на еден често пати некоректен, неприфатлив начин. Ако е тоа така, а така е, мислам дека нема дилеми, значи, оние вчерашни мерки кои беа преземени во собранието, со враќањето на старите министри, бидејќи овие другите беа ставени во функција на некакво реално, не така реална подготовка и независна подготовка на изборите, тие завршија својата функција. Избори нема, значи таква привремена влада нема ни потреба. Реков претходно, се ќе повторам дека можеме да очекуваме и ќе биде изненадување и грешка ако не се врати стариот премиер, бидејќи, велам, сега за сега нема датум за избори и сите тие договорени мерки од 100 дена или колку беа не е важно, се надвор од употреба, се елиминирани. Велам, значи, сето тоа што беше направено вчера беше апсолутно во рамките на она нормално функционирање на државата, а и одлуката на Уставниот суд кој и се уште некој доведува тоа прашање, мислам дека имаше основа за разлика од претходната иницијатива, кога беше спомнато дека собранието се распушти на одложен датум, што не било уставно и законско, меѓутоа факт е дека собранието, дека уставот и во законите никаде не е забрането да има одложено распуштање собранието, со други зборови, че тоа беше на некој начин нелегално. Меѓутоа, сегашната иницијатива на ДОИ кој заслужува во секој случај пофалба, бидејќи даде резултат, се базира нешто сосема друго. Се базира врз фактот дека изборните единици не смеат да се разликуваат по вкупниот број на гласачи преку 5 плюс или 5 минус од другите. Значи 5% плюс или минус од другите. Факт е дека во шестата изборна единица има преку 6% повеќе гласачи отколку во другите изборни единици и тоа е нормална основа врз која може да се преземе уставна, да речем, одговорност на некој начин. Некој ќе рече да, ама и до сега, во последните, не знам, 3, 4, 5, 6 избори беше истата ситуација. Тоа е факт, тоа е точно. Меѓутоа, никој тоа не го стави на маса и не го стави како проблем. Значи, нешто што се толерира, ако е надвор, иако, мислам, тоа е, може би, на некој начин не сосема во склоп на законите и на условите, меѓутоа ако никој тоа не го поставува како проблем, тоа си тече и понатака, додека не дојде во ваква ситуација, која некој, како Дуи во конкретен случај, вели дуге, извините, ама тоа е надвор од уставните прописи и ние мораме да го регулираме. Така да, мислам дека не сум правник, дека одлуката на Уставниот суд беше апсолутно реална и објективна и што е најважно, отвори простор за издегувањето кај сококот, иако кризата, како што рековме, не е се уште решена. Зборуваме за најновите настани во нашата држава, импликациите дома и во странство и сега можеме да констатираме дека и по посетата на американскиот представник, а сигурно и во врска со посетата на германскиот, која денеска почна, аболицијата станува главна пречка за спроведување на некои интереси на меѓународниот фактор. Мислам дека веќе сите што сакаат да ги разберат работите, што се однесуваат од отворена душа и очи и не калкулираат од некакви партиски позиции и слично, сите сваќаат дека аболицијата де факто го спречи главниот дел од меѓународното сценарио со кое требаше се разбласти ова сегашна гарнитура во владата и сега нема друго решение како да ја постигне целта. Значи, целта беше со други зборови да се апса, да се стават во затвор лидерот и другите представници на владеачката партија, без оглед што докази нема, има индикации, а знаете како е, како вели народот, чим те стават во затвор, ти дека докажеш дека си во право, некој делови телово ти отидоа и назад нема. Мислам дека тоа е таа нивна главна преокупација сегашна и не изненадува дури ни изјавата на генералниот секретар на НАТО Столтенберг, кој вчера, поточно вчера, рече дека
вратата во НАТО е се уште отворена. Замислите, се уште отворена, че ќе ја затворат, или ја затворија уште во Букурешт во 2008 година, и тоа широм ни ја затворија, а сега не прават недовети дека се уште не била отворена. И продолжува, ова е цитатот, но од суштинско значење лидерите на земјата да ги решат проблемите со владењето на правото, вклучително и повлекување на председателската амнестија. И се замислите НАТО кој не ја признава пресудата на врвната судска институција во светот, Хашкиот меѓународен трибунал, нас ни вели дека треба да се почитува правото и законите. И ова клучното е да се повлече аболицијата. Ќе подсетам, почитувани слушатели, дека ова не е прв пат НАТО да бара од нас повлекување. Истото го добивме и во 2001 година, кога се развиваше клучниот дел од војната која ни беше увезена благодарејќи на НАТО и на американците од Косово. Се работи за, веќе предпоставувате за Рачиново, кога од нас бара да се повлечат силите на Учека, односно она во нашиот случај од ова село, а со нив беа, сите знаеме, 17 макар американски воени инструктори кои најслучајно се нашле со терористите на она, како ги нарекуваше претходно генералниот секретар на НАТО, тогашниот, мислам, Робертсон. И сега повторно бара да се повлече ова аболицијата. Тогаш, дозволувајќи го повлекувањето на терористите на она според Робертсон од Рачиново, ние загубивме војната, ја загубивме и државата во еден добар дел, бидејќи таа беше преструктурирана на еден неприфатлив начин, на еден уништувачки начин, преку Охридскиот договор, кој сега исто така е копиран со Парижинскиот така наречен договор, кој е само протокол, односно договорот од 2 јуни. Значи, од нас повторно бараат повлекување на нешто, за да ги реализираат своите нечесни, непринципиелни и незаконски цели. Мислам дека е јасно и не треба да има дилеми, председателот не сме да попушти, сигурно беше под силен притисок и на американецот и на германецот, дека и треба да ми се каже сосема јасно и гласно дека да, борбата за криминалот останува наша главна преокупација. Ние ќе го задржиме специјалното јавно обвинителство, кој ќе мора да води борба против криминалот, а не да води политика во интерес на странските сили, ама после изборите. Значи, целта на ова сценарио, односно на сите напори кои ги направи со прислушувањето да ја разоткријат, да ги разоткријат некакви манипулации и злоупотреби на власта, се во рамките на една политика 25 годишна, нека биде 10 годишна од владењето на последната гарнитура, која има за цел, нели така, која не беше спремна да капитулира, да прифати прекастување на државата и раземитување народот, да се замени, да дојде некој што ќе биде спремен на такви отстапки. Мислам дека председателот е свесен за тоа, дека не сме да се отстапи сега. По изборите кои се добие една нова власт, мислам дека треба тоа специјално јавно обвинителство да работи со полна пареја и секој кој се има огрешно закон да одговара. Од првиот до последниот. Ама не сега, кога целта е да се руши државата, да се разнебити народот и да, нели така, се отвори патот за НАТО, кој е сега апсолутен приоритет на американската страна. Велам, ништо тоа не коинцидира, меѓутоа не е никаква коинциденција, него напротив, се работи за строго осмислени чекори, кои од друга страна се можеме да заклучиме уште нешто, кои од друга страна покажуваат и одедена несогласност меѓу главните меѓународни фактори, односно меѓу конкретниот случај меѓу Вашингтон и Берлин. Вие знаете дека вчера дојде американскиот представник, денеска тој се уште тука, а тука дојде и германскиот представник, кој ќе биде и утре. Значи, тие некој начин се поклопуваат, што зборува за некоординација, за некаква недоверба меѓу нив и онака без некои посилни аргументи и факти кои би го тоа потврдиле, може да се предпоставува дека американецот дојде неочекувано од кога виде дека се вплеткува Германија и се работи веќе за некој додаден престиж. Америка не сака да ја загуби својата главна и водечка улога во овој случај во Македонија,
во сите наши голготи во кои доминира 25 години, а Германија се јавува така од ненадеж, неочекувано, и Меркел веќе и самата имаше најавено дека ќе се вклучи во решавањето на проблемот, и еве сега шанса да тие ги го собера што би рекле кајмакот. Мислам дека тоа индицира несогласност меѓу нив, некоординација, на некој начин различни интереси, што ако сме ние доволно паметни, подготвени и така спремни на некакви покрупни исчекори, можеме тоа да го искористиме. Значи, кога постои некакво несогласување меѓу два големи фактори, некаква недоверба меѓу нив, ние би можеле тоа да го искористиме. Лично мислам дека такви капацитети тешко дека ќе имаме, али во секој случај тоа дава одредена шанса да таа нивна недоволна, ако сакате, координираност и различни интереси бидат искористени од наша страна. На почетокот, почитувани слушатели, спомнавме дека изјавата на Кодзијас, дадена пред некој ден, дека нема услови за компромис со Македонија, бидејќи наша држава не била за решение, односно бидејќи наша држава не била спремна за значителен, значи суштински компромис. Имаше разни коментари на таа тема во медиумите, меѓутоа чинам дека треба да го објасним овде, бидејќи во целата таа констелација на развојот на настаните во наша земја последниве 2 години, ние тврдиме, и јас останувам цврсто уверен во тоа, дека целта на сето тоа беше да се прекасти државата и да се отвори патот за членство во НАТО по кризата во Украина. Оваа изјава на Кодзијас не беше усмерена кон нас, беше усмерена кон Америка, и им кажа дека сите напори кои ги направи и посетата на Кери во крајот на ноември на Атина де факто не даде резултати. Значи, ако го земе тоа како еден нов пораст на Вашингтон, во конкретниот наш случај, исто така е нивни додатен пораст фактот што и со бомбите, и со петардите, односно и со сео што ни го направија во овие 2 години последни, со бойкотите кои ги оркестрираше опозицијата, не успеават да ја срушат сегашната власт, не успеават да го раздемитат македонскиот народ, да ја прекаса државата. Значи, тој е додатен пораз, и мислам дека понатамошниот исчекор кој ќе биде правен во врска со оваа криза, ќе биде на некој начин усогласен и со ова најнова позиција на Атина. Атина е, како што рековме да повториме, под силен притисок, прв пат во досегашната историја на спорот од страна на Вашингтон, претпоставуваме и од Брисел на еден и друг начин. Меѓутоа, за среќа, овој пат Атина одигра за нас, за Македонија, бидејќи тамо спремноста за било што е апсолутно многу помалу возможна за некој излез околу кај нас. Тие се повикуваат да нашата криза, а нивната криза е неколку пати и подолгорочна, неколку пати и потрајна, неколку пати и пострашна, ако сакате, од нашата, иако сопствената тежина, секоја планина има викат сопствена тежина, и таа е за самата себе најтешката и најпроблематичната. Мислам дека ова зборува дека Вашингтон ќе мора да ја прилагоди својата политика, да не оди до крај во нашиот случај, да се бараат сега некои соломонски решенија кои сепак ќе водат во некаков излез од кризата, кој нема да биде погубен за нашата држава. Знаете, се поставува често прашањето кого поддржува меѓународен фактор во нашава криза. Целите ги објасниме горе-долу, и тие, предпоставам, тие што подлабоко ги следат ситуацијата, ги разбираат тие цели. Меѓутоа, кого поддржуваат, бидејќи некој има во одредени моменти дилеми и недоразбирање што е што. Мислам дека апсолутно не е спорно дека главна марионета, ако сакате, на странскиот фактор е опозицијата. Во делувањето на тајните служби, почетна основа е да се бараат личности, институции кои се незадоволни, нестрекни од состојбите во кои живеат, и тие се секогаш плодно тло за инвестирање во нив, да реализираат цели кои се така надворешни, туги и слично. Тие така прават комбинација да
да ги реализирате своите, меѓутоа доминантни се тие настранците и тие стануваат на некој начин марионети. Значи, во конкретниот случај, токму тоа се случуваше, опозиција 10 години не може да добие избори, нема никакви изгледи дека во следните 10 години ќе промени таа ситуација, бидејќи самата хендикепирана со недостаток на програм, на проекти, на некаква стратегија и политика. Значи, во таквите услови тие ја игра таа неблагодарна улога и тоа, значи, доживеа неуспех. Значи, факт е дека опозицијата наша имаше голема шанса со помош на странците да ги реализира своите амбиции, меѓутоа тие се покажаа некадарни и сега странскиот фактор, кој е прагматичен или така, не оди со главата никогаш во зид, туку напротив, кој ќе види дека некаде работите се скомплицирани, дека не може по истата патека, по истите шини да продолжи, некој застанува, некој дори се враќа малку назад и тргнува во друга насока преку која треба да ги постигне своите цели. Во конкретниот случај мислам дека е основната цел на западниот фактор, свесен дека опозицијата не го испорача тоа што се очекуваше од неа, сега калкулира и со власта, меѓутоа на начин кој треба да ја даде некакви аргументи, ако сакате некакви почетни импулси неа, меѓутоа со некаква задршка и со калкулација. Значи, целта е сега, мисля, че планот Б е на маса, тоа е да, ако веќе мора да победи опозицијата, сегашната власт, да се тоа одоголечува максимално што може за да некако дојде до зајакнување на опозицијата и паралелно да се прави се што е можно да се таа резобличи, да се таа дезавуира за утре кои ќе дојдат новите избори, нејзината победа, ако е веќе неизбежна, да биде што помала и да биде на некој начин пирова, за да победи, меѓутоа да биде зависна од други фактори, да не може сама да формира влада и да може и понатака да биде изманипулирана од странците пред се. Да се обидеме да заклучиме со одлуката на Уставниот суд, со враќањето на собранието во погон, ако така може се каже, со враќање на министрите кои се легитимни на власт и со враќање на премиерот кој го доби овој мандат на изборите, на минатите избори. Мислам дека на некој начин кризата се враќа на својата почетна линија, меѓутоа во сепак изменети услови. Веројатно ќе следи и нов бојкот на собранието са на опозиција, тоа веќе го имаме денеска како начин, како делумен. Тоа не треба да се оспори, тоа е нивно право. Меѓутоа, мислам дека вкупната меѓународна позиција на земјата и вкупната позиција на политичките фактори во државата е сега различна. Тие што добија шанса не ја искористија, им се даде се попушташе на сите сегменти, за да се излезе од кризата и државата се врати во некој нормален тек. Тие сите шанси да се дојде до избори, да се промена, да изборна комисија и слично. Сега, значи, одиме по истата насока, меѓутоа и со променет меѓународен фактор кој свати дека шансите беа додадени, нивни пулени, пуштени и сега ќе мора да се сообразат со новите услови кои ќе бидат поригорозни за нив, а ќе мора да бидат повеќе сметка за интереси на државата. Тука секако спаѓа и фактор дека Грција рече нема прекратување државата во момент, нема можен договор за разлимитување народот, а велам тоа, значи, им ги врзува додатно рацете на меѓународните главни учесници во овие наши голготи. И да привршуваме полека, почитувани слушатели, да ја потсетам уште еднаш дека и во овие тешки моменти за државата мораме да бидеме свесни за нашите економски интереси, дека тоа значи купување на домашни производи секаде каде што се тие релативно достапни, мислам релативно конкурентни и да на тој начин се помагаме самите себе си и да отвараме перспективи за нашите деца. Да кажем уште еднаш, нели така некои работи треба да се повторуваат, да се запамтат од сите, дека се што купуваме странско, тоа значи дека парите наши одат надвор од земјата, дека некој друг ќе ги користи и ќе инвестира, а не ние самите. Тоа велам кога нашите производи се неквалитетни, а има и такви, кога нашите производи се неконкурентни, кога нашите производи не го заслужуваат нашето внимание,
morаме да се однесуваме така и да не ги купуваме. Меѓутоа, огромен до нашите производи се конкурентни на ниво на странските или приближно нив, а ние како такви, како граѓани на оваа држава и свесни на нашите економски интереси, мораме да ги купуваме нашите производи. Тоа е политичка одлука, тоа е одговорна одлука и тоа велам зборува и за нас самите. И на крај една умност. Днес ќе го цитираме познатиот и големиот светски филозоф Бертранд Расел. Тој рекол: главен светски проблем е тоа што будалите се премногу самоуверени, а паметните постојано во дилема. Да се во дилема не е некаков голем хендикеп по целина, што така се гради нова содржина, се гради нова повисока позиција во самосвеста и слично. Меѓутоа, ако на другата страна имате лица кои се самоуверени во се и кои не преза да преземат било какви акции, како што зажалуваме ние во нашава ситуација случаи, тоа сепак мора да загрижува. Има една друга дефиниција која вели околу демократијата, е малце една шега, али во секоја шега има нели така и пола вистина, која вели: демократијата е кога двајца будали вредат повеќе од еден памет. Мислам, тоа е таа негативна страна на демократијата, али во секој случај демократијата тоа не треба да значи дека треба да се доведе во прашање. Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник е водител на емисијата Ристо Никовски. Датум на продукција 19 мај 2016 година. За дипломатијата со Никовски.